како дел од колегиум, ама истурена редакција во Вилнус, Литванија. Џабер Дерала имаме на линија. Џабер таму си на конференција за иднината за демократијата. Нешто што поготово после вчерашните избори во САД е многу сега бареме лесно. Тема. Сега е лесно. Сега бареме лесно. Термин. Да. Воле ли да ни кажеш нешто од впечатоците и од конференцијата и од Вилнус, како Вилнус се надевам дека е потопол од Естонија, од Талин, пошто таму клинци истресоха минатата година. Не може да се каже како тука негде, мислам дека се тука некаде се температурите, барем за некој што доаѓа од југот на Европа, овде е сепак малку непријатно. Добро, некои од нашите колешки и колеги се малте некако норвежани, така да за нив овде би било фино, пријатно. Добро, јас всушност, Драган, не можам да кажам многу во овој момент, заради тоа што овој форум е high level форум, форум на високо ниво, каде што доаѓаат представници од целиот свет, кои се во дел од влади, дел од овој министерства, во повеќе влади во демократските држави, лидери на невладини организации и исто така представници на меѓувладини или меѓународни организации. Ова е форум кој се... Како? Џабер, извини, ќе те прекинам тука на кратко. Колку што видов, агендата е многу интересна. Може ли да кажеш нешто повеќе за тоа? Се разбира, за еден дел од агендата можам да зборувам, за друг дел од агендата не можам, заради тоа што се работи за форум од високо ниво, каде што ќе учествуваат некои имиња за кои ќе дознаеме подоцна откако ќе се одржи настанот, меѓутоа не сега, се разбира од разбирливи причини, особено ако имаме предвид во каква ситуација, во какво окружување се наоѓа и Европа, особено земјата домаќин, организатори домаќин. Ова е настан на Министерството за надворешни работи, се одржува 4-ти пат, колку што знам, или 3-ти пат, и е наменет за собирање на што е можно повеќе капацитети, луѓе, ентитети кои ќе се борат против авторитарните, буквално отворено ќе се борат против авторитарните тенденции во Европа и во светот. Ова е навистина значаен форум. Така, јас сум еден од говорниците на утринска сесија, за повеќе за агендата, особено за првиот ден, не можам да кажам ништо, меѓутоа што се однесува до утрешниот дел од агендата, јас сум дел од агендата во утринската сесија, ќе зборувам на главната програма, ќе зборувам за демократијата и изборите, односно како демократијата и демократските избори би можеле да се справат, да придонесат кон справување со авторитарните тенденции. Знаете дека тоа ќе го направам во согласност со заеднички градените ставови во нашата организација. Снимање нема, лайвстрим нема, дозволени се само фотографии кои ќе може да бидат објавени после тоа. Толку за сега не можам да кажам повеќе, меѓутоа можам да кажам дека на панелите денеска и утре се наоѓаат светски познати имена. И затоа е малку и причина повеќе да бидам што е можно поодговорен пред себе и пред вас и пред нашата јавност и да се обидам да дадам што е можно поквалитетен одговор на прашањата на форумот. Малку имам и трема, признавам. Меѓутоа мислам дека на цивил искуството и ставовите на цивил ќе бидат значаен придонес кон овие напори. Тоа го кажувам без лажна скромност, бидејќи знам со кого работам веќе 25 години, нели да го спомнам и тоа дека оваа година славиме 25 години и по тој повод организираме не концерт, не забава, не диџејска забава, не гозба, јадење, пиење и така натаму, туку меѓународна конференција на 12 декември. Не е битно.
Да се вратам во Вилнус, сепак тука е многу интересно да се види како овој град е развиен, убав, европски, а воедно и не многу голем, помало од Скопје. Исто така, ако ми дозволиш, Драган, да споделам само уште Да. убав печаток, верувам дека тоа ти си го видел во Естонија, кога беше на настанот на НАТО минатата година, или оваа, не знам кога беше. Минатата. Кога одиш по Минатиот декември бе. Да. Кога одиш по улица на главниот град, улиците на главниот град, Вилнус, гледаш приватни фирми, универзитет влез, институции, официјални институции, и се имаат нели знаме на Литванија истакнато, имаат знаме на Европска унија истакнато и истакнуваат знаме на Украина. Ќе пратам подоцна, направив фотка, ама ми излезе матна. Ќе пратам подоцна ако начекам. Кога одат автобусите по градските автобуси, на дисплејот се кажуваат каде одат, нели линијата ја кажува. Се менува дисплејот после неколку секунди и пишува Vilnius loves Ukraine. И се продолжува после тоа со ова. Тоа ми кажа дека овој град е град во кој можам да се чувствувам јас, свој и слободен. Навистина еден гест кој го прават литванците, да не зборувам за тоа дека имаат на државно ниво усвоено одлука за 4% од GDP да го даваат во наредните десетина години на Украина, за развој на Украина, за борба на Украина, за борбата на Украина против рускиот агресор и така натаму. Инаку се работи се дека борбата што ја водат и за нив. Именно. Сите горе балтички земји се свесни дека свесни се, јас кога бев тоа се примети дека сите знаат и се свесни дека кога падне Украина следни се наред. Што особено Естонија што се граничи со Русија, каде што пред границата од Русија имаше тогаш ставено билборд дека границите на Русија не завршуваат тука, дека продолжуваат понатаму. По-агресивна порака. Така, Украина се бори за сите нас. И за нас овде, и за Естонија, и за Литванија, па и за Унгарија, без оглед на тоа што зборува и што вели нивниот лидер, да не зборуваме за сите останати земји. И тоа ми остави силен впечаток, се разбира, инаку за неполн ден, еден ден, колку што сум овде, 1,5 ден уствари, во Вилнус, можам да забележам дека тоа е еден од најчистите, еколошки најчистите градови. Вилнус е место каде што водата за пиење не се бара во шишиња, туку водата од чешма е квалитетна, една од најквалитетните во Европа, и се базира на подземни извори во изобилство што ги има, кои не се чепнати од човечка рака. Како и да е, би сакал да се вратам за кратко на форумот. Јас ветувам дека тоа што ќе го зборувам на форумот веќе во текот на денот ќе се обидам да го подготвам и како текст, а се разбира доколку ми се јавите, можам да кажам уште неколку збора во едно издание на Колегиум, скратено и едно издание на Колегиум. Се разбира, ќе имам и други прилози кои се однесуваат на форумот, и од форумот ќе гледам да воспоставам и релации односно контакти со важни личности од академијата, од политиката и од невладиниот свет и медиумите, се разбира, доколку ги има во некаков формат овде, за да можеме да продолжиме понатаму со соработката со оваа навистина демократска, прекрасна земја, отворена. Јас во еден разговор со
на граѓанка на Литванија синоќа кажав дека велики ми да, ние сме мала земја, мала е и главниот град, сето тоа јас сукам да, вие сте мала земја, но голема нација. Голема и храбра нација, поточно така го кажав. И мислам дека тоа што го кажав е апсолутно заслужено. Така, добро, толку имам да кажам, ако имаш уште некој прашање, повели. Па за сега немам, да видиме како ќе понатаму како ќе се одвива.